Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија, вечерва со Самуил Малчевски, добро вечер. Добро вечер. И со Бајрам Реджепи, добро вечер. Добро вечер. Прв пат сте во нашето студио, подпредседател на ДУИ, рете да ве представам и за гледачите, ви благодарам што ја прифативте поканата и посебно ме радува што последниве месеци имаме луѓе, политичари, јавни личности што се охрабруваат и доаѓаат јавно да говорат за проблемите во државата. Ви благодарам за поканата и мислам дека секогаш кога сте не викнале сме дошли. Мислам не верувам дека некој одбил. Скоро секогаш во најголем дел да ви благодарам за тоа. Пред почетокот на емисијата во нашата црвена соба кај што најчесто се спремаме за емисијата, зборуваме со гостите околу политика, со вас зборувавме за математика, бидејќи двајцата по професија имате многу допирни точки со математика и двајцата ја спомнавте теорија на веројатноста. Првото прашање ќе биде следно: што е поверојатно дека сите најголеми политички партии во Македонија, па и помали, од власт, од опозиција, па и голем дел на граѓаните, велат дека во последниот период, последниве 10 месеци, ДУИ практично на секоја можна тема во општеството пробува да даде етничка конотација, или веројатно е дека тоа не е така, тука е само случајно? Не, тука нема веројатност, има дали е вистина или не е вистина. Добро. Колку е веројатно да е вистина? Не е вистина. Апсолутно не е вистина. Еве ќе ви образложам зошто. Ако ја следите, ако ја гледате целото наше политичко делување, патување, целата наша политичка доктрина на ДУИ од самото постоење до денеска, ние се залагавме, а тоа е и суштина на постоење на политичките партии, за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Мислам, кога ќе трнеш во таква насока да видиш што треба да се направи во општеството за да се постигнат таквите резултати, треба да видиш прво дека треба внатре да е све средено. Во државата имаше огромен период кога имаше голема нееднаквост меѓу луѓето и ние од самиот почеток на постоење на ДУИ кажавме дека прво треба да ги средиме нашиве несредени работи во државата. И почнавме од имплементација на Охридскиот договор, што многу влијаеше за подобрување и за рамноправност во државата. Многу работевме да се средат сите проблеми со суседите. Интензивно беше вклучена во целата наша агенда подготвување за членството во НАТО, исто и во Европската унија, бидејќи сметаме, и тоа е така, дека за членување во НАТО ќе ни создава една огромна сигурност во државата, ќе создаде сигурност и за инвеститорите, и секако дека за членување во Европската унија, мисламе тоа што сите го посакуваме и дека ќе донесе само благодет за граѓаните и ние целиот наш политички ангажман приоритет било ставено на овие чекори да се постигне тоа. Колку години беше ДУИ на власт? Па тоа секогаш се прави као ДУИ било од 2002 до 2020. Математички прецизно околу 23 години. 20 години ДУИ било Голдорца. Кој е одговорност, само се извинувам, кој е одговорноста на ДУИ како партија која што 20 години била на власт, која што 20 години има институционална меморија, 20 години била во институциите и правила што правила, за да се доведеме во ваква ситуација како што е државата денес, и вие да кажувате дека една од главните работи што требале да се средат во државата е проблемите со соседите, дека сте биле решени и Охридскиот договор дека е имплементиран. Вие сега тоа кажувате као ДУИ било единствена на власт и као ние да сме имале 61 пратеник и дел од власта. Дел од власта. Па секогаш сме биле помалиот партнер во владата. Никогаш не зависело све од нас. Дури имало години кои не сме биле на власт. 2006-2008 не сме биле. И знаеме во тие години дека све наопако идеше, не дека идеше кон подобро во државата. И не само тоа, мислам, и во другите години имаше периоди кога другата партија, другиот партнер во коалицијата имаше сам 61 пратеник. Ние не сме биле никогаш клучот за решавање на сите проблеми. Не, прашањето ми е најчовечко, како не, логично, не. Дали како партија чувствувате одговорност за состојбата во која што денеска се наоѓа државата? Вака, не само како партија, ние сите како граѓани чувствуваме одговорност, бидејќи не успеавме да направиме една стабилна трансформација во општеството, а тоа не започна од како постои ДУИ, тоа започна од многу порано. Тоа е од 1992 година. Сега,
Имаше еден период на интензивно демонизирање на Дуи, на сатанизација на Дуи, мислам, на интензивна пропаганда против нас, као Дуи е зло за целата држава, што апсолутно не е точно. Само фалеше, во овој период ни фалеше само да не обвинуваат и за некои работи 95-та што се случиле, за да заклучиме дека за све е Дуи во државата. Апсолутно не е точно тоа. Еве, ние не сме на власт денеска. Гледате дека и денеска сите не обвинуваат као ние да сме факторот за некои проблеми што се случуваат денеска во државата. Тоа не е точно. Времето ќе покаже дека улогата на Дуи било е и ќе биде конструктивна и ќе биде во насока да се помогне во сите процеси во државата. Еве, најотворено ви кажам, ние во сите состаноци што сме ги имале на различни нивои, денеска од опозиција сме се потрудели и се трудиме да помогнеме во све што е добро за граѓаните. Тоа беше пример и почетокот на владењето на сегашната гарнитура, кога ние одредени закони ги гласавме. И сме им кажале дека и сите други ќе ги гласаме што ќе бидат во интерес на граѓаните. Значи, тоа не е точно дека Дуи било алчни за власти, дека све зависело од Дуи, дека све во државата лошо да доаѓа од Дуи. Апсолутно тоа беше многу лоша пропаганда и многу долг период и затоа се доби таква перцепција. Тоа не е точно и времето ќе покаже дека е точно. Значи, сигурно се сеќавате само уште ова да ви кажам. Сигурно се сеќавате дека тогаш кога имаше една пресконференција сегашнава партија што е на власт ВМРО да помена, кога кажа дека ние уставните измени ќе ги гласаме под услов Дуи да не е во влада. Ние одма реагиравме, одма имавме еден онлайн состанок и одма одлучивме, излегуваме одма од владата. За таква придобивка во државата, ние сме спремни одма да ја напуштиме владата. И одлучивме, дури сигурно се сеќавате дека и министриве дадоа оставки. Сите поднесоа оставки истиот ден. Да, пред избори тоа беше. Само да покажеме дека ние не сме алчни за власт. Со еден збор. Дали, значи не се согласувате дека Дуи сега на сите проблеми во државата, секогаш кога ќе има некакви истраги за поранешни или сегашни функционери на партијата, не дава етничка конотација дека ова се прави против албанците, дека Македонија се враќа во период пред 2001 година? Тоа не е точно. Не, апсолутно не е точно и дека Ахмети вели дека е точно. Ќе го докажеме, кога се прават такви чекори, сигурно ние реагираме. Во моментов нема и кој да реагира, ние сепак сме единствениот представник и победник кај албанците. Ако нема да реагираме ние, и да не постои, дуи некој друг ќе реагира во такви постапки кои ќе има такви сомнежи, такви информации, сигурно дека некој друг ќе реагира, а во моментов сме ние. Ви благодарам за овој дел. Повелете. Па, дел можеме да се сложиме, дел не можеме да се сложиме. Ме интересира делот каде што не се сложувате. Искрено мене ми се свиѓа моментот што гледаме малце поинаква риторика од подпредседател на Дуи, не гледаме она што бевме навикнати да го гледаме до сега се. Може таквата перцепција во јавност се створи тоа што го зборувате ради тоа што одредени поединци во Дуи си зедоа премногу за право. Се сеќавате на арогантниот однос на Артем Груби, на исмејувањето со играње фудбал и кошарка по кабинети, на кажувањата 40% од вработувањата сега се за етнички албанци, и сето тоа беше проблем кој што Дуи или поединци на Дуи му го направија на Дуи. Едно нешто кое што не можеме да се сложиме, Дуи не е суверен победник во албанскиот блок. Зошто? Зашто на последните парламентарни избори во нивната коалиција имаше и ромски и турски партии. Разликата во гласови отприлика околу 30.000 гласа помеѓу Вреди и Дуи, што во суштина не му дава легитимитет на Дуи да каже дека ајде кажеме се суверен победник во албанскиот блок. Она што е битно што Дуи секогаш кога нема што да каже игра на таа карта, на таа етничка карта, што го викам турбо фолк национализам. Воистината е малце поинаква. Ние знаеме, на пример, еден параметар ако земеме иселувањето на младите од државава. Во сите општини се иселуваат. На општините во кои што Дуи суверено владееше изминатите 20 години, трендот на иселување е многу поголем визави општините во кои што не владееше или мнозинско население не е албанското. Така да секогаш кога нема што да кажат, секогаш кога немаја со што да се пофалат. Еве, ајде да бидеме искрени, зборувате за економски благосостојби и успеси. Ајде да зборуваме кои се тие. Ајде отворено да разговараме, да видиме што е она што Дуи го наметна како своја политика. И тука не заборавете една работа. Вие може секогаш да кажете дека сте помал коалиционен партнер во владата, но го имате сувереното бедентерово право.
И тоа вас ве прави рамноправен по Критскиот рамковен договор со поголемиот партнер, не само ДУИ. Зборувам за сите партии кои што не се од мнозинскиот македонски дел од мнозинскиот македонски народ. Така да, не можеме ние да кажеме дека ние сме помали партнери, па сега ќе се повлекуваме, па не сме ние криви, па сега кога се опозиција СДСМ вика ДУИ се криви, ДУИ вика СДСМ се криви. Во суштина, таа коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ нас не вброи во држави кои што беа карактеризирани како хибриден режим. За наша среќа, последниве 10 месеци, ние имаме напреднато на таа скала, па сега сме демократија со недостатоци. Трендот е добар и јас очекувам и да продолжи понатаму, па конечно да влеземе во оние земји кои што се по-демократски. Кога ќе кажете дека граѓаните се оцелуваат поинтензивно во општините каде што владее ДУИ, што сакате да кажете со тоа? Ако ги споредаме податоците од пописот 2001, ќе се согласиме со бројките. Која е причината според вас за тоа? Па немање интерес, мислам не гледаат луѓето екзистенција тука. Бидејќи тоа е сериозно обвинување, тоа значи дека толку лошо се владее што луѓето веќе не можат што да прават тука и се силуваат. Бројките го кажуваат тоа не е обвинување или не. Ако ја направите компарацијата, можам и во бројки да ви ги кажам во кои општини како, бидејќи делумно се занимавам и со статистика или малце повеќе се занимавам со статистика и ги имам. Обвинување е цртичка тврдење, така ќе го така е покоректно, поправо сте. Бројките се тие кои што го кажуваат тоа, не јас колку и ние да ги проблематизираме пописите, начинот на кој што беше спроведен. Бројките говорат дека луѓето не гледаат екзистенција и се повеќе и повеќе се иселуваат. Трендот во општините каде што има мнозинство албанци е многу поголем визави трендот каде што мнозински е или не се мнозинство албанци, тај да кажеме така. Па еве вака, мислам ќе почнам од последново. Тоа не е точно дека последниве 8 месеци е сменет статутот од хибриден режим на недостаток на демократија, тоа беше од 2023. Може да проверите одма, нема врска тоа со реалноста. А трендот на иселување е апсолутно пропорционално во целата држава. Ви имате многу општини кај што ДУИ од одамна не е на власт, например како општина Желино. Видете ги статистичките податоци или да не бројам други, кај што ДУИ не беше на власт многу долго време и трендот на иселување е скоро ист. Нема врска тоа, мислам, не може да се препише тоа, но еве едно кратко објаснување. Тоа се повика Малчевски според претпоставам информациите на државниот завод за статистика. Видете, тоа е право пропорционално со бројот на жителите на другите општини. Не може така да се даде таква квалификација, не е точно. И другата работа за тоа дека ние блокираме со правото за бадентерово мнозинство и тоа не е точно. Мислам, видете колку закони се блокирани до сега, ќе проверите. Не реков дека блокирате, реков дека го имате сувереното право на бадентер. Ама тоа ние сме го користеле. И тоа ве прави еднаков партнер во владата. Ние сме го користеле. Не е точно тоа. Не е точно, видете колку закони поминале така, ќе се уверите дека не е точно. Ние напротив, со тоа право сме се обиделе секогаш да ги подобриме законите, да бидат во функција, да бидат пофункционални, да придонесат за подобриот живот на граѓаните и така натаму. Мислам, не е точно. И само за ова иселувањето, да ви кажам дека е тоа бил тренд во цела Источна Европа. Видете, например, процентот на румунци колку се иселувале во тој период кога пред влегување во Европска Унија, но денеска се враќаат. Видете ги пољаците. Од 38,9 милиони пољаци, скоро 8 мигрирале во западните земји. Еве, последниве податоци ги читав дека 5-6 милиони веќе се вратиле во Полска. Ние очекуваме дека таков тренд ќе биде и кај нас. Но проблемот беше дека ние требаше ден порано да се зачленуваме во Европската Унија. Оти тоа создава некои можности за луѓето да почнуваат да се враќаат назад. Тоа е битниот предуслов да се случи тоа. Господин Реджепи, идеја само секунда, се извинувам. Значи идејата не ми е сега некој да обвиниме. Идејата ми е кога се наоѓаме во момент кога целото општество вели дека не можеме веќе вака да продолжиме, дека мора нешто да промениме доколку сакаме да бидеме елементарно пристојна држава. Пред помалку од месец дена видовте што се случи во Кочани, факт е дека вака веќе не можеме да продолжиме. Зашто инсистирам на одговори на овие прашања? Од едноставна причина, да си ги признаеме сите грешките кои што сме ги направиле во минатото, искрено во очи да се погледнеме, да кажеме ово и ова сгрешевме, ова и ова полука извлековме, како да продолжиме натаму. Токму заради тоа ве прашувам. Затоа ме прекинавте, тоа ми беше поентава да го објаснам. А ние многу долго време сме разговарале во ДУИ
Што треба да се направи, мислам, да се тргнат работиве, да се тргне негативната енергија, препукување, да се заглавиме во тој националистички кал кој што секогаш назад не влече и не само во меѓуетничките односи, и во меѓуполитичките. Имате периоди кога имаше такви обвиненија меѓу одредени политички партии, предавници, патриоти. Така разговаравте до како заклучок доаѓате? Апсолутно, дуи од моментот кога ние заклучивме дека поголемиот нормативен дел од Оридскиот договор е имплементиран, не целосно секако, мора да се фокусираме на економските проекти, на благодетите за граѓаните. И сигурно се сеќавате, спомна и премиерот, на зелената агенда, на другите проекти битни за граѓаните, што интензивно ние работевме да почнат да се имплементират и да го имат благодет од сите граѓани. Мислам, далеку од тоа дека во ДУИ имаш националистички идеологии денеска. Апсолутно не е така тоа. Добро, ова не сте слушали, навистина убаво и исправно е, меѓутоа реалноста е малку поинаква. Ги гледаме секојдневните соопштини, пресконференции кои што пристигнуваат од мала речиси, писмата кои што беа испратени до меѓународната заедница, дека истрагата за Кучани се прави со обид да се сатанизираат само албанските функционери, дека државата се враќа пред 2001 година, дека сите придобивки ДУИ како партија ги направила за албанците, сега се уништуваат. Значи тоа е наративот кој што се произведува таму. Тоа е реакција, не е акција. Ние за секоја грешка што се случува во денеска, мора да реагираме. Намислите дека истрагата во Кочани е во насока да се сатанизира само една партија? Верувајте дека таква беше трагедијата, уште се ежам кога се мислам на тие родители кои стануваат секој сабајли си ги чекат децата да се вратат од тоа што требало да биде забава. И не знам, при вакви емоционални експлозии дали можеме да бидеме рационални и да дадеме рационални судови, но тоа што се случи после тоа не личеше на ништо. Зарем има човек во државата што мисли дека требаше Крешник Бектеши да биде приведен и да се даде. А тоа е. Еве да претпоставиме обвинителството и полицијата мислат дека треба. Тие што треба да мислат. Крешник беше осуден и пред да отиде во полиција. Вие видовте со каков наратив одредени политички чинители почна од самото Сабајле. И не можев да поверувам дека во ваква трагедија може такви политички наративи да има во Зашто јавноста. конкретно зборувате? Еве вака. Да претпоставиме дека таму немаше да има луѓе и ќе имаше еден пожар. Првата истрага треба да биде што е причинител на пожарот. И цела јавност виде дека причинител на пожарот се тие пиротехнички материјали што беа запалени на затворено место. Одма треба да се види кој е виновен за тоа, за причинителот на трагедијата. После треба да се види кој е надлежен да организира еден таков настан. При секакво, ние знаеме сите што се занимавале со политика, при секој собир над одредена бројка на луѓе полицијата дава дозвола или не дава. И го надгледува цело време. Еден надпревар, фудбалски надпревар со 20 луѓе, па има Добро, на кратко, да, мораме да никој апсолутно никој не тргна во таа насока да ја види причината зашто. Ако мене ме прашувате, 99% од вината во ваков случај е сосема на друго место. 1% можеби е кај другите и не знам, можеби е нула. А сега ајде вака, да се разбереме. Само уште да го завршам. Целата работа се прави да се убеди јавноста дека ова 1% е поголемо од тоа 99%. А тоа е понижување. Каква ќе биде истрагата, ќе каже обвинителството. Актуелниот јавен обвинител, колку мене и да ми се свиѓа или не, го гласа СДСМ и ДУИ. И сега кога го гласале, знаеле како го гласа. Така да сега вие да кажувате дека не знам, вака било, така било, не. Имаме истрага, првпат имаме сериозна реакција на сите институции. Истиот ден имаше приведени, имаше истрага, се обезбедија сите луѓе кои што биле замешани во приказната. Не, апсолутно не е точно. А фалци лиценци, ве молам, не ве прекинувам, ве молам. Полека, ви ме на вистината. Фалц лиценца не сум дал јас, се знае кој е надлежен во тоа министерство во времето кога е дадена фалц лиценцата. Тука да, оставите го обвинителството да си ја истера работата, нека си ја спроведат како што треба, ние како јавност ќе бидеме будни.
Зошто ваква истрага ниту имавме за модуларната болница, ниту имавме за Бесатранс, ниту имавме за Ласкарци, немавме тогаш, буквално бевме замајувани со денови сојнови. Не за прв пат, за жал. На несреќа гледаме дека институциите можеле да функционираат. И мене ми се свиѓа што живееме денеска во време на технологија, зашто лесно можеме да ги провериме информациите. Во 23-та година сме напреднален индексот на корупција, не сме останале хибриден режим. Во 24-та година сме веќе во зона на демократија со недостатоци. Второ, во однос на исселувањето, Боговиња општина на Дуи, 26,5% има иселеност. Долнеди општина на Дуи, 2001-2021, споредба, компарација. Ма не било секогаш на Дуи таму работа. Липково е општина во која што суверено владело Дуи 21%. Теарце Дуи 26% иселеност. На пример, за Сарај не можем да кажам, зашто Сарај има пораст од 8,5% население. Само во Сарај било Дуи цело време, во овие другите не. Видете, ајде можеме и тоа да го провериме, ќе видите дека сте грешка. Зашто јас кога работам и кога анализирам податоци, многу темелно ги работам, работите и не играм на теноклет. Во суштина, мене ми се свиѓа тоа што вие сега пак се враќате на зелената агенда. Од едно време бевте со зелена агенда, па после тоа наедно се вративте на една стара риторика која што бевме навикнати да слушаме, па сега пак се враќате на таа зелена агенда. Дуи по мене мора да се реформира, за да имаме ние сериозна опозиција која што ќе биде коректив на власта. И добро е да е опозиција, и добро е да дојдат нови луѓе како вас, кои што ќе донесат свежина, нова политика, кои што ќе донесат нови идеи внатре во самата. Знаете, 20 години власт самата по себе, колку и да не сакате, си носи своји, ајде да кажеме, девијантни појави, да не бидам погруп во она што го кажувам. Она што го спомнавте околу Кочани. Кочани е производ на системската корупција изминативи 35 години во Република Македонија. Не освести Дурмотрунс, не освести Ласкалци, не освести модуларната болница, за жал не се деси една таква епска катастрофа што не верувам и не сакам некогаш да се повтори истото. И сега е моментот да повлечеме црвена линија. Или ќе изградиме државни институции, кредибилни, со луѓе кои што ќе бидат на висина на задачата, или ќе продолжиме да плачиме по аеродроми кога не се иселуваат младите. Трендот е добар. Имаме експресна реакција, институциите добро функционираат, гледаме дека нема селективност. Вчера беше уапсен директор на актуелната власт, денеска е во притвор исто. Значи, ние веќе онеј момент на селективна правда, полека го заменуваме. Но некни ни се случи еден момент кој што отвара една друга димензија. За убиство во автомобилска несреќа 2 години затвор. Зашто реагираше целата јавност. И сега тука повторно се наметнува моментот на реформа во правосудството. Ние не можеме со вакво правосудство, ниту Европа и да ги почнеме преговорите хипотетички. Ќе заглавиме на неколку поглавја, првото ќе биде владение на правото. Од тука, што е она што е моје очекување во следниот период е дека сите политички чинители ќе седнат на маси и ќе се договорат. Вака не можеме да продолжиме понатаму. Ни требаат системски реформи. Значи, не зборувам реформа, промена на формата. Зборувам промена на суштината. Од промена на формата стигнавме долар. Што ќе се договорат? Ние имаме неколку... прифатите иницијативата на председателот на СДСМ Филипче Сиде да седнат? Не, видете вака. Кога зборувам ќе се договорат, зборувам на стратешки цели. Кои се наши стратешки цели за следните 20 години? Секторски, од образование, здравство, култура, политика, социјален живот, меѓуетнички односи. Ги знаеме, другите држави се при крај во остварување на тие цели, ние после 30 кусур години независност доправо ќе ги утврдуваме кои ни се стратешки цели. Малце потценувачки. Видете, не е потценувачки, зашто досега политиката се водеше на таа етничка основа. Ние имаме ова, вие имате тоа и така се пазареа политичките елити на маса. А зашто мислите дека сега нема да биде поинаку? Па ја ви кажав, трендовите се веќе поинакви. Апсолутно последниве 10 месеци што ни се случува во државава ни дава простор да веруваме дека нештата може да се сменат. Самата максима нема да биде како до сега, ние практично ја гледаме на дело. Од делување на институции до соодветни реформи кои што се почнати. Да, бидејќи не е малце кога неголемата опозицијска партија кај албанците вели дека селективната правда сега цвета практично, дека практично се спротивно тоа што вие спорно што го зборувате вие. Да, они победија на изборите, ако ги се мерите во споредба со БЕСИ. Не може суштински да кажеме дека тие се победници во албанскиот блок заради тоа што има ја и турска и албанска партија во коалицијата. Но меѓутоа не е мала. Идејата ми е дека е значаен политички субјект, не да децимали да вадиме. Ама знаете како? Тој значаен политички субјект беше на власт секогаш кога ги читавме извештаите за корупција на Македонија од сите релевантни меѓународни институции.
во овие 20 години, со исклучок 2006-2008 тие беа константа на власт. Па што прави ѓаволот во 20 години во власта? Вака еве само кратко. Сега кога ќе кажете некоја кафана дека министерството што можело да издава оригинална лиценца издало фалсификувана, то нема елементарна логика само. Не знам со луѓе со каков степен на интелигенција може да се веруваат на ова. Која е причината тој да издава Се вие кажувате дека јас немам интелигенција. Не, прво ме рече, ја во ниеден момент не ве навреди вас. Не навреда тоа. Значи во ниеден затоа молам не. Знам дека вистината боли, ама немој да ме навредувате. Не, како боли, која вистина боли, дека луѓето издале, министерот издал фалсификувана лиценца. Па затоа и во притвор е со државниот секретар. Ама притворот е апсолутно политички прогон. Немојте ве молам. Сега се навраќате, не така како до преска зборувавте за зелена агенда, сега се навраќате на не можеме прогони. да не реагираме на вакви случувања во државата. Министерот ви прави политички прогон, обвинителот што вие го гласавте? Не ве прекинав. Кој ви прави политички прогон? Не е тачно. Обвинителот што вие го гласавте? Па вие во собрание го гласавте актуелниот обвинител. СДСМ и ДУИ. Како нема врска? Чекај да ви објаснам, мислам не ме прекинувајте ве мола. Министерот што дава оригинална лиценца издал фалсификувана. Која е логиката на ова, ве молам? Мислам, и плюс, најлошото, не е министерот тој што треба да ги проверува кој прави фалсификат. Тоа се други органи, таман работа министерот да трча по улици да гледа кој има фалсификувана. Тоа други органи треба да го проверат. И најстрашното од све, дека и таа фалсификувана, некој што ја фалсификувал на улица, таа лиценца, и тоа било истечена. На тоа место биле организирани и многу други настани. Сите знаеле дека таму нема лиценца и дозволиле. И тоа не се случувало во тоа време. Министерот не издал од 2024 навака лиценца. Можело да издаде. Немало лиценца тоа. Издал. Пред да се замине мај месец со важност до март 2025. Не е точно тоа. Тоа е фалсификувано. Како тоа обвинителот ви го кажа на телевизија кој што вие го гласавте? Кој е издал тоа? Министерството за економија. Тоа фалсификувано било, не врз основа на непостоечки документи. Во предмет кој што воопшто не се однесува на тоа. Ако вие земате пасош од МВР, да речеме, и фалсификувате пасош од МВР, тебе треба да те апсат, не тој што издава оригинален пасош. Сам нема логика тоа. Видов една многу убава споредба со Колава, една професорка која кажа, вика, 3 години не сум ја регистрирал, сум ти ја продал, после 5 години правиш сообраќајка, ме обвинувате мене. Тоа нема логика. Сега, можеме и одредени работи да не ги знаеме, нека ја врши работата обвинителството, но ова што досега го слушнавме бар од медиумивот и друго не сме можеле да се информираме, нема елементарна логика. И мора некако да се објаснат што е вината на Крешник за ова. И зошто немаат вина сегашниве структури кои што требало да го спречат тоа, да спречуваат продажба на пиротехнички материјали, да се запалат пиротехнички на толку мал простор, толку многу луѓе, малолетници да и ви кажав, ми се еже кожата кој ќе помислам и не знам дали можеме да бидеме рационални да се злоупотребува трагедијот и тоа е многу лошо во општеството, само лоши вести, само лоша негативна енергија. Ние ништо не придонесовме на тоа. Политичарите ги произведуваат тие работи. Ама не сите. Не сите. Ова е производ, не зборам за вас како за партија, генерално зборам за држава, за целата. Можам да ви објаснам и тоа дека вака. Ние како општество, не само во нашата држава, во цела Европа се случуваше таа голема трансформација на начинот на живење. Се сеќавате сигурно, бар нашите генерации се сеќаваме кога во 90-тите години потрошувачката кошница беше околу 8.000 денари, денеска е 60.000 денари. Тоа апсолутно не беше придружувана на пропорционален раст во општеството. Ако ние тогаш сме имале 95-та година, да речеме, $1.500 бруто домашен производ по жител, Бугарија 2008 сме имале, ние 1.400 Бугарија. Верувајте, оние денеска има 2 пати поголем. И што се случуваше? Таа голема трансформација во општеството, во социјалниот дел на општеството, ние не успеавме да го контролираме некако како што беше во западните земји. И тоа создаде милион проблеми, милион негативни појави во општеството. И ние треба сите
сите да сносиме одговорност за ваквите трагедии што се случуваат денес. Да го запамтиме барем за сега зборот одговорност и се вратам за момент повелете. Ама се знаете како, кога зборуваме за БДП, ние треба да додиме на варијанта дека последните 7 години на власт СДСМ и Дуи го водеше секторот економија, министр за економија, министр за финансии, освен вице-премиерот од СДСМ, сега не се ни сеќам. Не зависи тоа од економија, нема врска. Па зависи, тие се креатори на економските политики. Немојте ве молам. Тие се креатори на економските политики, можеме за тоа да зборуваме. Суштината е дека не можеме да имаме ние сега информации околу истрагатот и пред истрагата. Истрагата по закон се класифицирани действија. Вие не смеете да издавате информации. Она што го имаме беше пресконференцијата на јавниот обвинител, на кој што јасно објасни и кажа што е правено. И тука не знам јас која е дилемата. И мене не ми се свиѓа јавниот обвинител и милион пати сум го напаѓал. Прекинав онај момент кога се случи во Кочани да му дадеме простор да си ја заврши работата барем еднаш како што треба. Ако не ја заврши како што треба, пак е јавноста тука или ние како јавност, како активни чинители во општествен политички живот да побараме одговорност од него. Ама пак се навраќаме на моментот јавниот обвинител не го гласав јас. Дуи СДСМ го гласаа во парламент. И сега како некој кој што Дуи СДСМ го гласал, ево господинот оди на кајронот позади, како сега овој човек кој што Дуи СДСМ го гласале сега им прави прогон на Дуи на СДСМ. Малце мислам дека тука се измешани брзините, зашто ке нас по закон истрага и предистрага и истрага води јавно обвинителство. Министерството за внатрешни работи постапува по задолженија на јавно обвинителство. И тука завршува приказната. Тоа е јасно. Не е јасно како е јасно. Мислам, не, јасно е за процедурите кои што ги слушавме. Ама дури пред воопшто да се изјасни јавното обвинителство, вие видовте од политички чинители во владата, мислам како ги прогласија за виновни дури одредени луѓе. Тоа, мислам, како после не е тоа притисок врз обвинителството, врз судските органи? Тоа не е вкусно. Не, мора тоа да го тргнеме. Добро, добро е што Дуи го зборува тоа после 20 години владење. За одговорноста ќе зборам кога зборуваме дека треба да се промениме сите како општество, тоа предполага да го промениме и начинот на кој што ние дебатираме во вечерашната емисија, сака малце поискрено. Ја спомнавте одговорноста. Зошто на пример Дуи како партија не побара интерна одговорност, не знам, да не биде сега закочени, за да биде за струшка од градоначалник Рами Смерко, поради, сега без да кажуваме дали е виновен или не виновен за аудит од 60.000 евра, во момент кога општината е со блокирана сметка, кога граѓаните не можат основните работи да си ги направат, господинот си купува луксузно ауди. Дали е тоа фер и искрен однос на вашиот кадар кон државата, кон стружени, и кон албанци да биде поинтересно прашањето. Сега таман работа ние не сме истражни органи да видиме и тоа да го осудуваме. Не. Моментот зборувам за морална, затоа реков да ја оставиме процедурата судска да се тече. Па сега вака. Не ќам никого да прогласуваме за виновен, така зборуваме за политичкиот однос спрема граѓаните. Нити може да ги обвинуваме, тоа се други органи што треба тоа да го прават, но сигурно се сеќавате дека многу функционери во Дуи што биле во минатото и што имале било каква морална одговорност, денеска ги нема во Дуи. Сигурно гледате дека во Дуи е сосема нова структура на луѓе. Многу, видете ги од 2002 година и навака, колку функционери веќе не се во Дуи или одредени што многу мал е тој број што останале. Сега ние нема да ги бесеме на плоштад, па да вие да дознаете дека одредени ветингот во Дуи почна од многу поодамна. Не, али да се каже дека не треба кога се блокирана сметка надвор од да не кажам ја тежок збор, дека не е во ред да се купува возило од 60.000 евра. Веќе Рами Смерко не е во ниту еден орган на Дуи, сигурно тоа го знаете. Да.